Само 30% од реформите од реформската агенда на земјава од планот за раст за Западниот Балкан се исполнети, додека од чекорите за подобрување на бизнис опкружувањето досега е реализиран само еден. Ова информација беше споделена на дискусијата посветена на реформската агенда како ветар в грб на малите и средни бизниси, организирана од Институтот за демократија, Фондацијата Отворено општество Западен Балкан и Бизнис конфедерацијата на Македонија. За сега е донесен само еден закон, поточно измени законот за трговски друштва во делот на број на членови на управни одбори и моментално се работи, рокот беше до декември изминатата година, на законот за трговски друштва и јавни предпријатија во државна сопственост. Очекувањата се дека најголем дел од реформите ќе се исполнат во 2026 година, бидејќи рокот за целосна реализација на реформската агенда истекува во 2027 година. Следниот извештај кој што треба да го видиме од Европската комисија се однесува на рокот на декември 2025 година, така што го очекуваме во текот на ова тромесечие, би рекла, да видиме која била исполнетоста до 2025 декември. Од бизнис заедницата, освен институциите кои треба да ги спроведат реформите за усогласување на регулативата и условите за компаниите, за тие да можат полесно да се вклучат во заедничкиот европски пазар, сметаат дека треба да се реформираат и самите компании. Ние доколку не спроведеме реформи во компаниите, не почнеме да размислуваме за дигитализација, за конекција, за подобрување на нашите производи, за тоа треба државата да обезбеди финансии, олеснет пристап до информации, подобрување на пазари, конекција, намалување на трговските бариери, царинските стапки. Ова што ни се случува со транспортот, дали можеме ние нашата стока да ја однесеме побрзо до глобалниот пазар, не само европскиот. Според Бошков, бизнис заедницата мора да биде мостот помеѓу реалниот бизнис и креатурите на политика, зашто, како што рече, е формирана работна група во Министерството за економија за изготвување на методологија за намалување на бизнис бариерите. Со оглед дека анкетите покажуваат дека 43% од граѓаните не слушнале за планот за раст и реформската агенда, а исто толку слушнале, но не знаат никакви детали за тоа, од Институтот за демократија се состав дека мора да се намали комуникацијскиот јас меѓу јавноста и незината информираност за носењето на закони и правилници кои го менуваат секојдневниот живот на граѓаните.